Ако пишува 50, а вие возите 80 или пак веќе е жолто, а вие давате газ за да поминете побрзо, казната ќе ве стигне и ќе ви стигне порака, а ќе ја добиете и во поштенското сандаче. Залудни ќе бидат сите вртења по телефон на пријатели, бидејќи бројот на системот ќе го немате. Таков не постои. Камерите од Safe City ќе снимаат околу 100 булевари и крстосници, помали и поголеми улици. 90% од поставувањето и инсталацијата веќе е завршено, а за помалку од 2 месеца полицијата ќе го постави целосно системот Безбеден град. Поминување на црвено и прекорачена брзина ќе бидат главните прекршоци кои ќе се санкционираат преку видеонадзорот и никој нема да може да избегне казна доколку не се придржува до сообраќајните правила и прописи, вели за Алфа началникот на СВР Скопје Сашо Топаловски. Од кога е започнат процесот на поставување на новиот систем, тестирањата покажуваат дека прекршоците се намалиле неколкукратно, вели началникот, а очекувањата се бројката дополнително да упаѓа. 100 локации, таков тип на камери, каде што ќе биде во следна фаза невозможно граѓаните да видат дека некој го прекршува делот на возењето во однос на поминување на црвено и во однос на прекорачена брзина. И тука превентивно ќе делуваме ради тоа што граѓаните ќе сватат дека едноставно има камера и камерата не може на никого да му прости. На законските измени се работи со полна пара во Министерството за внатрешни работи. Експертската фила, професори по безбедност и сообраќај, началници, инспектори учествуваат во изработката на законот, кој до март би требало да е готов. Откако ги помине сите владини и собраниски процедури, влегува во сила. Јас сум член на една од тие комисии кај што макотрпно се работи за законот. Морам да признам дека на неколку состаноци таму видов луѓе кои се од сообраќајната фила, од најразлични карактери, таму има од професори до луѓе кои се бават цел живот со сообраќај, и при крај се законските решенија скоро сите, каде што ќе поминат во собрание во некој нормален ред, овие месеци, мислам дека месец-два, и конечно ќе се заокружи тој процес, каде што полноправно ќе може системот на Safe City да профункционира. Но ова нема да биде единствената новина која ќе се регулира со новите законски измени. Полициски возила опремени со камери кои ќе бидат директно поврзани со системот Безбеден град ќе патролираат по Скопје. Секое застанување на булевар каде што не е предвидено, така нареченото паркирање на 5 минути ќе биде санкционирано. За несоодветно паркирањето на паркиралиштата, на булеварите, сите оние кои ќе помислат дека ќе можат да ја остават колата и негде да отидат да завршат некоја работа, при тоа да создадат гужва на таа сообраќајница, сега ќе имаат казна. Колите ќе вртат по цел ден, во неколку различни периоди од денот, така да, морам да кажам и да им една порака, ето да им соопштам на оние луѓе кои планираат да бидат сообраќајни прекршители, да ги наречам, дека тоа нема да биде исплатливо. Системот поседува 10 пати повеќе камери кои исто така работат и се користат за откривање на потешки криминални дела, вели началникот. Ставањето во функција на системот нема за цел намерно да се казнуваат граѓаните, туку да се зголеми сообраќајната култура и почитувањето на прописите. Идејата на МВР е да го намали бројот на жртви од сообраќајни незгоди на половина, вели началникот. Safe City ќе им биде од помош и на полицајците на терен, бидејќи една крстосница ќе биде покриена од сите агли со камери и ќе ги регистрира сите прекршоци кои со голо око не може да се забележат. Според плановите на Министерството за внатрешни работи, ваков безбедносен систем до крајот на годината треба да добијат поголемите градови во Македонија.